Убиството на 53-годишната новинарка од Малта, Дафне Каруана Галиција, ја потресува веќе трет ден Европа. Бидејќи нејзините стории во нејзиното истражувачко новинарство не беа само стории од Малта и приказ на што таа вели ето најкорумпираните држави во рамките на Европска унија. Тие приказни беа линкувани со голем дел од естаблишментот во Европска унија. А како ќе продолжат понатаму и дали ќе се разоткријат, сега веќе никој не може да каже, бидејќи тоа беше исклучиво нејзина истражувачка сторија. Нешто подоцна ќе ви ги представам кои 8 приказни или 10 приказни остануваат сега за сега отворени, но сега од тука ќе појдеме на лице место. Трет ден е затворен патот, буквално целата локација каде што се случи ова брутално убиство и убиство кое што фрла голема дамка врз целото светско новинарство. Според последните информации работат холандски форензичари и е понудена помошта и прифатена од владата на Малта од FBI. Во првите информации од истрагата на истражувачите од Холандија, форензичарите, како и на истрагата на FBI, што се води во моментов, веќе е скоро познато дека се користел експлозивот Семтекс, кој што се користи за рушење на објекти и најмногу во војни цели. Проблемот кај Семтексот, тој пластичен експлозив, е што тешко се наоѓале детонатори софистицирани кои што можат да ја покренат експлозијата. Инаку, еден бивш висок полициски офицер кажа дека само неколку луѓе, скоро 5 мина одвај, дали можат во Малта да склопат ваков експлозив од Семтекс. Се истражува како е дојдено до него, а една информација што ја прочитав во меѓувреме е дека терористите всушност многу го користат овој експлозив, бидејќи тешко се открива. Она зад мене што го гледате е местото каде што се случи атентатот. Од Биднија, каде што е семејната куќа, се движи надолу на пат кон моста во изрентаното Peugeot 108. Се претпоставува дека експлозивната направа е активирана далечински и веќе може да видите и во нивата каде што е покриеното возило и каде што се уште ќе биде вака како што е ситуацијата. Но сега накратко, која беше Дафне Каруана Галиција и кои најважни случаи што ги отвори, очигледно дека сега нема да има кој да ги затвори, бидејќи и она што се случува во моментов меѓу новинарите во Малта, па и малце пошироко, е ситуација која што не знам колку би се нафатиле некои да ја продолжат онаа истрага што ја направи таа во овие случаи. Која е Дафне Каруана Галиција со своите случаи кои што ја потресува не само Малта, туку Европска унија. Една од првите афери кои што се запознавте сигурно и вие, а беше публикувана минатата година, беше аферата за Мишел Муцкат, супругата на премиерот на Малта, вклучена во Panama Papers. Втората приказна која што ја отвори пред известно време беше за министерот за економија Крис Кардона и неговиот советник кои што беа фатени во посета на борделот Фика Капулко во Германија за време на една работна посета на владата. Инаку тој беше од Националната партија на Малта. Третата афера која што ја отвори беше за министерот за туризам, поврзан во Panama Papers со керката на претседателот на Азербејџан. Лейла Алиева префрлила огромна сума на пари, како што тврдеше Дафне, на фирми на шембри во Малта. Четвртата работа која што ќе остане сигурно недовршена е истиот тој шембри како е фатен во Хилтон во една љубовна афера со неговиот координатор. Затоа беше и многу критикувана затоа што навлегла во некои други сфери од приватниот живот на шембри. Петата афера која ќе остане недовршена од Дафне е аферата за еден од најголемите ланци на хотели
која што таа го повика дека се занимава со корупција, придобивањето на концесија и откупот на земјиште во Пемброк, едно градче во Малта, каде што требало да биде изграден хотелот на Хард Рок. Шестата афера која што ја откри Дафне за претседателот на Хорека Сдруженијето во Малта, кој што, како што таа изјави, земал провизии за обезбедување на лични карти и дозволи на работна сила. Филис Мускат со приказнава сега ќе остане недовршена работа, а ова се однесува и конкретно на сите оние од Балканот кои што доаѓаат во Малта за привремена работа. Поточно ова како корупцијски скандал го отвори и, пак ќе кажам, ќе остане сигурно недовршено, токму Дафне. Понатаму продолжи со аферата пред неколку години за поранешниот гувернер на Централната банка, бидејќи земал мито за инсталирање на софтвер во Централната банка. Последната афера на Дафне е за новиот лидер на опозицијата, дека помагал при перење на пари од проституција на некои мрежи во Пачевил. Инаку Европол во контекст на овие приказни на истражувачкото новинарство на Дафне Каруана Галиција имаше пред неколку месеци и информација дека токму во Малта преку синдикатите на калабриската мафија се испрани скоро 2 милиарди евра преку бетинг и гемблинг компаниите. Од тие причини беше некако поврзан последниот нејзин блог и колумни, каде што опишуваше дека целата држава и воедно во последните години Малта е еден од најголемите корупцијски скандали во рамките на Европа. По само 20 на минути од објавувањето на последниот блог се случи и атентатот врз нејзе. Тоа беше сторијата која што ја потресе не само Европа, целиот свет, бидејќи вакво брутално убиство на новинар кој што го вложува свој живот во истражување и во откривање на корупцијски скандали, посебно на вака државно ниво, ретко се случува. Скоро јас не знам во Европа кога последен пат вака некој новинар бил брутално убиен. Останува сега да се истражи и она што го кажа сведоците во изминативе 24 часа, дека слушнале 2 експлозии, една помала па подоцна една голема. Останува да се истражи и зошто не е реагирано од полицијата, односно од самата влада, кога ОПСЕ уште одамна има нотифицирано дека мора владата, односно полицијата во Малта да ја овозможи непречена работа на Дафне Каруана, бидејќи и тие исто така имаат информации за загрозување на нејзиниот живот поради тоа што го работи. Ова приказна ќе трае, но новинарството сигурно дека нема да биде запрено во овој брутален атентат врз една од најдобрите новинарки не само во Малта, туку и во Европа.